Океј, шампиони, шампионки, ајде да почнеме на тема како да не земаме работи при душевно. Жаклина Тричковска, поздрав. Океј, гледайте, имате меки души, имате остри души. Меките души си земаат работи како проблеми нивни што не се, а острите души и тие работи што не се одговорни они, односно они ги направиле, ама не превземат одговорност за нив, тогаш ги одбиваат, односно не превземаат одговорност за тоа што треба да превземат одговорност. Ајде сега да не ве збуна малку. Меки и остри души. Што се меки, што се остри души? Сте виделе некоја мека душичка лепче, што ја викаме, бе, лепче е. Затоа што не знае да се скара, не знае да нападне, не знае да окриви, не знае да има конфликт, не знае да направи проблем. Лепче од душа, мекичка душа. Таа мека душа, за да нема проблем, зашто не ќе да има проблем, секогаш впива све како сунгер. И што треба, и што не треба. И многу често работи што не треба, ги впива како сунгер. Работи кои што не треба да ги впива, не треба да ги прифати, ги прифаќа. Мека душа. Остра душа, она одбива се. Ајде да ви дадам пример. Имате некоја ситуација каде што на работно место имате некој кој што не ќе да има проблеми, кој што е одговорен, кој што е добар, кој што сака се да функционира, кој што сака се да е маздо, да нема проблеми. Он ќе превземе проблем на него, кој што он не го направил. Неговиот колега го направил. Ама неговиот колега, ако е остра душа, он ќе одби одговорноста за проблем. А кај јас го направил? А што одговориш? Ти си крив, ти си крив. Овој другиот, зашо не може да окриви дека друг е крив, каде јас сум крив. Јас сум крив. Да, јас греши. Нема проблем, ја ќе коригирам тоа. Гледайте, овие мекиве душички, кои што зимаат на нив работи кои што не се за нив како товар, како проблеми, тие се одговорни. Тие сакаат да средат работи, ама не се одговорни за нив. Сега ќе ви објаснам малку. Гледайте, уствари, вистината на делото е дека некој направил некој проблем на работа. Сега, овој што е, ајде да кажеме, тројца се, работат у кафич. Едниот требал една просторија да среди, другиот друга просторија, третиот трета. Овој мекиот не само што ја средил својата просторија, него волно и со, што вика еден пријател мој, со весело срце и душа ќе им помогне на другиве двајца да ја средат нивната просторија, ама ако нешто у нивната просторија не е средено, тој што помогнал, не само што е средил неговата просторија, него и другиве две простории, он вика да, он е крив. А овој кој што имал една просторија да исчисти, и овој другиот што имал уште една просторија да исчисти, тие не исчистиле цела просторија, он вика овој мекиот е крив. Зашто гледате, вие кога ќе превземете некој проблем, дека вие сте го искреирале, ама не сте го искреирале, две работи ќе се случат. Зимате прекумерен товар на вас и второ, не му дозволувате на тој кој што го направил проблемот вистински да превземе одговорност за проблемот. Зашто меката душа, поради тоа што не сака да има проблем, она прекумерно компензира. Она направила волку проблем. Она не само што ќе преземе одговорност за волку проблемот, она ќе земе волку одговорност за проблемот од другиве, само за да нема проблем, затоа што другиве остриве души они фрлаат одговорност. Не, кај он проблем направил, не искривал проблем, беге, ти имаш проблем, зашто ти си крив, зашто ти си за никаде, бум. Мекава душа не може да каже, ти си за никаде, ти имаш направено проблем. Гледа што преш, човек. Не може тоа да го направи. Зашто? Меката душа не ќе да има проблем. И она, како цунгер, впива поише отколку што треба да впие. Ме разбирате? А острата душа, поради тоа што нема чувство на емпатичност, нема чувство на одговорност, нема чувство дека не може да е он крив, зашто острава душа, кај ти крив, тоа е его, луѓе, тоа е его. И сега, он бам, како флипери, знаете, само ги мава одговорностиве, као топчево, фа. Не. И сега, целата идеја е дека, за да се реши проблемот, секој човек за да се чувства добро, мора да го справи неговиот дел од проблемот. Може да имате фамилија, маж и жена. Женава за све она крива. Мажот за ништо не е крив. Или може да имате мек маж. Мажот за све е крив. Она за ништо не е крива. Може да имате две сестри. Еднава сестра, меката душичка, таа све се зима на нејзин грб. Оваа другава малку што е
побрливата, побесната, она ништо не зима. Затоа што ја нема одговорноста во неја. И сега гледате, одговорност е одговорност и тоа мораме да го земеме. Поради тоа што, гледате, заради тоа што тоа е битно за нас. Но гледате што се случува. Кога човекот ќе дојде, само да ви покажам нешто, одма доаѓам. Имате витекнува на оваа скала на емоции. Сме зборели од филозофот Хамарт. Овие емоции се преубави. Гледате позитивни емоции, развеселеност, игра, акција. Но тука надоле се вклучуваат тие негативни емоции. Гледате, едно од емоциите е страф. Многу често меката душа од страф да не има конфликт, да не има проблем. Гледате, меката душа е у страф да не има конфликт и да има проблем. Ама стравот не е најдобра емоција. И што прави? Дај, јас сум крива. Јас сум крива. Товари го ти магарчето. Магарчето може да носи све и проблеми што не се искрирани од него, ама она што се случи, она ќе ги носи. Натоварено. Како магаренце. Со товари. Порано ви текнува дрва од планина која се мнуваа со магарења, со коњи. Ајде, товари коњов, товари магарето. Добро. Ама гледайте сега. Другиот, тој што е острата душа, он гордо оди и се перчи и го тегне магарето и го тегне коњот пред него, ама он нема никаков проблем. Зашто? Поради тоа што он го има егото, ја има големината на непревземањето на одговорност. Он живее фактичко некоја илузија дека сите други се криви, он не е крив и он нема добар живот, да се разбереме, нема да има добар живот затоа што животот ќе го среди и него. Ама што се случува кај човеков кој што е у страф, уствари мекава душа зима премногу работи на неа и почнува да оди на одоброволување и само понижување. Зашто гледате, вие кога ќе почнете да земате одговорности за работи кои што не се ваши, вие се симнувате по скалата на емоции затоа што влагате во лага. И лагата ве спушта по емоцијата. Разбирате? Влагата ќе ве спушти по емоцијата. Зошто? Поради тоа што не е точно дека вие сте крив и одговорен за тој дел од проблемот. Сега, ако вие зимате, замислете, има прљавштина, да не го именувам на некој друг начин, и некој направил прљавштина, овие се лајвови, културни лајвови, и не сакам да користам било какви други термини, ама ајде да речеме прљавштина како замена за некој друг погреден збор. Некој човек направил прљавштина. Вие ја чистите прљавштината. На крај она што ќе се случи, вие ќе почнете да чистите тоалети од прљавштини кои што не сте ги направиле вие. Ама човеков знае дека вие сакате да чистите тоалети од прљавштина кои што не сте ги направиле вие, и он продолжува да прави прљавштина во тоалетиве, поради тоа што знае дека вие ќе изчистите прљавштината, затоа што вие сте станале професионален чистач на прљавштина во тоалет, кој што не сте го испрљали вие. Гледате, со други зборови, оставаш човекот кој што е неодговорен да оди со идеја дека он не е одговорен за очигледната, директната, флагрантната, очигледна грешка и неодговорност која што направил он. Ама вие што се обидувате да направите? Вие се обидувате да му ја земете одговорноста од него. Затоа што сте научени да бидете товарени како магарче на работи со кои што уствари вие искрено не верувате и не се согласувате дека се вистина. Ама, за да нема проблеми. И затоа што сте научени дека можат да ве товарат и дека сте чистач професионален на тоалети, она што се случува, почнуваш да фактички бидеш пренатроварен, пренатрпан од работи и проблеми кои што не се твои. Но што правиш следствено на тоа? Не дозволуваш другите луѓе да превземат одговорност за работите кои што ги имаат искреирано они. Затоа што, гледате, воколку вие имате храброст, би рекол храброст, да речеш, слушај, ова е дел од мојот проблем, ама ова не е мој проблем. Знаеш, од дека не сум крив. За ова сум крив, преземам одговорност, ама за ова не сум. Она што ќе се случи, таа храброст
и таа јачина, која што ќе се појави кај вас, прво ќе направи другите луѓе да го сменат мислењето за вас. Зашто ако вие станете професионален чистач на тоалети за ѓубре кој што не сте го искрирале вие, и секоја чест и почит на луѓе што чистат тоалети, поради тоа што тоа има физичка работа, сега зборам малку како, нели, споредбено, некоја аналогија и споредба правам, фигуративно зборам, тогаш луѓето не ве ценат поради тоа што почнуваш да работиш работи кои што не се твои. Затоа што почнуваш да правиш компромиси и колку повеќе почнуваш да правиш компромиси, излагаш надвор од твојата автентична енергија. Кога излезеш надвор од твојата автентична енергија, немаш потична сила за да ги смениш другите луѓе. Зашто другите луѓе ги менуваш ти со твојот интегритет и потисната сила која што ја имаш кај тебе. Колку повеќе компромиси, колку повеќе прифаќање на проблеми дека си сгрешил, дека си направил, а не си го направил тоа, толку повеќе паѓаш надоле на само понижување, на доброволување, на некои негативни емоции кои што се надоле по скалава на емоции, она што се случува, го губиш сопствениот интегритет и на тој начин ја губиш сопствената моќ. И кога човекот не живее во интегритет и не живее во сопствената моќ, тогаш другите луѓе го менуваат него, он не ги менува другите луѓе. Ова е многу јако што ви го зборувам сега. Ова е многу јако, затоа што ние сите мислиме дека ги смениме другите луѓе на тој начин што ние ќе го земеме, ќе земеме одговорноста за проблемот кој што е искриран од двете страни, или можеби е 70% искриран од мажот, 30% од женава. Женава 70% зема одговорност, не 30%. Мажот никад не се менува. Имате предпоставена работа. Он сака да ги заштити сите вработени, он им ги завршува работите, он екстрата работа ја завршува и пак е он е крив. Сега, ако сакате да натерате други луѓе да почнат да менуваат мислење за вас и да почнат да превземаат одговорност, мора да влезете во енергијата на храброста да живеете со вистината. Храброста да живеете со вистината. Затоа што, гледате, ако вие ја немате храброста да живеете со вистината, каде што ти ке речеш, гледај, ова не се мои проблеми. Ја овие работи не сум одговорен за тоа. Ама ја го преземам мојот дел од одговорноста. Овој екстра, тие екстра 30% не се мој дел од одговорноста. Тие се твоја одговорност и ти тоа можеш да го кажеш на многу љубезен начин, не можеш да си конфликтен уопште. Не е ни идеја да си конфликтен. Него имаш своја позиција, имаш своја простор, имаш своји граници. И тоа што се случува, имаш идентитет. Зашто? Затоа што имаш своји граници. Ама ако ти цело време правиш компромиси, ти немаш свој идентитет затоа што си искашил својот собствените граници. И тоа што немаш автентичната енергија и не си во свој идентитет. Сега, ако ти се вратиш во храброста да бидеш автентичен и да ја кажеш вистината и да живееш со таа вистина, она што ќе се случи, луѓето ќе се прилагодат на тебе, а нема ти цело време се прилагодуваш на нив. Зашто луѓето што се меки души, они се флексибилни, они се прилагодливи. И они прилагодувајќи се цело време на острите души, кои што не преземаат одговорност за проблемот, меките души компензираат, они се прилагодуваат, они почнуваат да го губат собствениот идентитет. И кога ќе почнеш да го губиш собствениот идентитет, другиот човек почнува ти да наоѓа уште повеќе мани, уште повеќе замерки, затоа што он се охрабрува, затоа што гледа дека ти си лесно манипулативен, ти си лесно обработлив како пластелин и он почнува да те прави и да прави скулптура, ама ти стануваш скулптурата која што е правена, а ти не си скулпторот. Ако ти сакаш да останеш скулпторот во твојот живот, ти мора да живееш со вистината, а вистината е таа дека ти имаш одговорност за твојот дел од проблемот кој што е искриран, ама не можеш постојано да преземеш одговорност за сите проблеми и за туѓи проблеми и за туѓи прљавштини, да не искористам друг термин, погрден, само затоа што ти си така едуциран да нема проблем. Пази да нема проблем. Само све да е мирно. Имам еден цитат: за мир у куќа станува немир у душа. Сега тоа е немирот у душата. Затоа што немаш храброст
да останеш на собствената вистина и собственото гледиште. И да речеш, не, за мене ова е вистина. Ја не правам компромис со таа вистина. Ама почнеш ли да правиш компромис со вистината, набрзо доаѓаш да стануваш човек и да биваш некој кој што почнува да има не толку среќен живот. И што се случува? Дури неката душа после еден период почнува да ја откривува острата душа. Острата душа секој ја откривува меката душа. Но сега и меката душа ќе открива острата душа и острата душа уште повеќе има контрола врз меката душа. Ама меката душа кога не обвинува никого, кога ќе рече чекај, ова е вистината и ја до тука преземам одговорност, и овие работи не ги товарам на себе, затоа што овој самар нема веќе енергија да носи дрва и ѓубришта и што и да е кој што несе за мојот огрев и за мојот камен и за моето огниште. Затоа што ти треба да ги земеш дрвата кои што се твоја одговорност. Ама не можеш ти да носиш, не знам, тополи, дабови, што и да е кој што се туѓа креација. Не можеш да земеш одговорност за проблем кој што е туѓа креација, зашто не му помагаш на тој човек да се освести дека он има проблем. Само затоа што ти се обидуваш да му го растеретиш проблемот од него, не му помагаш, тој ќе биде бетер по неодговорен. Тој е како да имате некои родители на децава, све ќе им средат. Све. Ама чекај бе човек, не си ги спремил за децава за соочување со животот, дај им едукација. Натери да се соочат со проблемите, нека преземат одговорност. Зашо, кога ќе преземеш ти одговорност за собствените проблеми, проблемите ги нема. Ама не преземеш одговорност, проблемите се зголемуваат. Сега, имате ситуации каде што сме учени од мал. Некоја сте гледале, може би мајката ваша била таква. Она не ќела да има никаков проблем. Сега ти си влегол во идентитет на мајка ти. Океј, супер, сега си ти мајка ти. Нека душичка што не ќе да има проблем со никого. Супер. Може би сестра ти влегла во идентитет на татко ти. Може би брат ти влегол во идентитет на татко ти, а братот твој е остра душа, исто како татко ти. Супер, се имаш ти проблем со брат ти. Само ги компензираш сите работи на брат ти. Ова, замислете сега, имаш некоја мека душичка, па таа мека душичка пуста јадна, таа е натоварена со еден куп проекти и задачи на работа кои што не се низини. Имам пријател мој. Вика, Жаре, вика, ја работам до 4, ама вика, ги имам научено моите муштери дека работам уствари за 6. И никогаш кога ќе им речам у 5, морам да си одам и се љутат. А вика, на тие што знаат дека работат до 4, не им се љутат. Па фала Богу. Затоа што има здрави граници, предвидливи граници. Предвидлива граница. Тоа го објаснам секој, живее во соединените држави, таму помеѓу куќите нема ограда. Зашто секој си го знае дворот, колку му е. Кај нас замисли ти да најдеш некој комшија кој што е лако. И ти не му стаиш ограда. Па он ќе почне да паркира кај тебе у двор. Па ќе почнат неговите пријатели да паркираат у двор. Па ќе почнат да ти прави скара по твојата дабова сенка. О, и оставил скарата таму. И наредна нела па си прави скара и после година дена не ти не парашо дал да прави скара таму. Он го земал тој двор. И ти се од двор кој што е 500 квадрати, користиш само 200 квадрати, зашто 300 ти се узурпирани. И сега ти сакаш да му речеш на тој твој комшија, му кажеш, комшија, стави ограда, кај ги ставиш ограда таму пат. Знаеш ли ја колку време ја користам скаравата? Па да, па тоа е моја место. Глеј, он више на 3,5 се прави, на тоа што се прави, дека уствари заборил кај е границата. Е сега, ако не ги ставиш границите на почеток, после кога ќе сакаш да ги ставиш, ќе има проблем, зашто тогаш ти ќе викаш мео геометар, а он затоа што не ти верува и он ќе вика геометар. Двајцата се викате геометар за да исцрта кај е дворот. Оведнаш го зборев на телевизија, еден човек ми се вика да не снимате геометар да ми пратите. Е сега, целата идеја не да викаш геометар, затоа што треба да викнеш геометар со мушти, треба да викнеш геометар со децата, зашто децата ти узурпирале цел простор. Детето ќе дое дома у 11 по 12, ја буди мајка му да му направи пирошки. Ај. Мајка па стануе. Затоа што мајка не ќе да има проблем. Ама замисли се детето дое у 12, у 1 мора и 12, кој у 12 денеска деца не се ни враќаат у 12, ние не се. Ќе дое сабајле у 2 сат, ќе разбуди мајката да му направи пржени јајца. Мајкава му прави пржени јајца. Леле, господјо, пржените јајца не му помагаат на синот, затоа што тој ќе се научи така, жена му ќе ја малтретира да му прави пржени јајца, он нема да знае да направи пржени јајца. Една жена ми се јави пред многу години, работев со неј, вика, Жаре, сакам да дојдам кај тебе на предавање, супер, има предавање во хотел Карпош, ми се јави последен период, вика, не можам, вика, немам на кого да ги оставам деца. Ја мислев дека има мали деца, викам, абе, деца твои колку години имаат?
А вика едното 16, другото 18. Вика немам ручек сготвено и вика ако не им оставам ручек, знаат да бидат малку негативни. Викам, леги се жена, колку е узурпиран просторот. Да не речам магаренца. Едното 16, другото 18 години. Она ги научила дека не може лепи паштета си направи, дека не може да испржат јајца. И дека мајкава ако не им направи ручек, мајката не може да отиде на предавање. Не мора да е предавање, може да е театар, може да е кино, може да е искачање со пријателки. Не може, затоа што они не знаат да испржат јајца, не знаат да се направат ручек, не знаат да сготват. И затоа им викам секојаш на луѓето, децава дојдат 18-19 години, сега имате еден куп програми за размена на студенти. Пуштај ги у странство. Зашто? Затоа што у странство ќе ги направи луѓе. Не те нема тебе да му пуштиш машина за перење. Ке те нема тебе да му испржиш јајца на око. Те нема тебе! Зашто ти си тој компензаторот кој што го правиш неспособен син ти. Затоа што премногу компензираш, премногу сакаш да му помогнеш и она што се случува, ти ке се натовариш и па си незадоволна, па ти се мрчкаш после, па некој ти е крив тебе. Па кој ти е крив тебе? Кој ти е крив тебе? Што си устрав да не нема проблеми. Никој не ти е крив тебе се. Ама ти се жалиш. Ами они се жалат од тебе кога не компензираш за нив. Ако ти не станеш у 2 сата, он се жали за тебе, па ти е љут. И се сигаш до кај може ова небулоза да дојде. До кај ова лудило може да дојде. Но тоа може лудило да дојде до таму, да едниот е супер одговорен, тоест да не речам у страф и у себе понижување, а другиот вич не е одговорен. И се имаш спојка на луѓе каде што и едниот и другиот не се срекни. Зашто? Поради тоа што не е поставена границата чија одговорност треба се земе. Имајте на ум. Гледайте, не помагаш на човек кој што цело време се обидуваш да го заштитиш и цело време се обидуваш да не биде он виновен и цело време... Не, он мора да свати дека искривал проблем. Неговото спасение во преземање на одговорност за тој проблем. Секој проблем за кој што он не презема одговорност, на крај ќе го удри. Тоа ни кажува, мораме да бидеме одговорни. Некојаш имате луѓе ќе ми речат, жаре, све сакам да избегам од Македонија. Викам, чим сакаш да избегаш од Македонија, нешто имаш неодговорност однос на Македонија. Направи Македонија подобра, направи убава да биде едно, друго, трето. Тогаш ќе се отидеш од Македонија. Кога нема да бегаш од Македонија. Некој човек сака да избега од брак, друг сака да избега од врска. Тој има надокнадување да прави, таму има неодговорност, луѓе. Некој сака да избега од работно место, неодговорност. Честни случаи имате моменти на работното место каде што е нетолерантно, како што и во релации. Да, сега различни ситуации. Ама, многу често, кога имате некои ситуации каде што човекот сака да се ја дувне од некаде, он се ја дувнува заради неодговорноста, на цел текст за од филозофов Хабард, но секако може човек да биде незадоволен од други работи, па да сака валидно да си оди. Мораме да видиме сите страни. Но една работа која што треба човекот да ја согледа е дека вас ве тишти или прекумерната одговорност затоа што сте ставиле лага, затоа што место 40% од проблемот за кој што сте одговорни да го решавате, вие решавате 74%, тогаш пак не сте во вистината, а и другиот човек не е во вистината зашто тој само 16%. 26% се извинувам. Треба да искористи. Ама он има 74%. Или колку и да е. Ме разбирате? Значи, целата идеја е дека не можете да правите прекорекција со одговорноста. Подобро е да бидете поодговорни отколку да не сте. Но, меките души, за да немаат проблем и да не се устрав, взимаат проблеми, да решаваат проблеми што не се нивна одговорност. А на тој начин само правиш неволност кај другите луѓе, затоа што ги учиш дека они не се одговорни, ги учиш на неодговорност и стануваат многу помалку волни да се соочат со нивните проблеми кои што тие ги креираат. Биди одговорен, ама остави ги другите луѓе да бидат одговорни тие. Имајте убава вечер, се гледаме петок. Чао.